И што се случи? Ме понижи на масата пред целото семејство. Дали ти олесна, кажи ми, а? Заборави ли Аслан, бидејќи никого не го интересира како се чувствам јас, колку мене ми е тешко, како ми е. Нема проблем со дека Аслан сојкам повеќе не е. Немој да викаш. Ако не ги правеше ти тие твој девин работи, ќе се справевме со тоа. Јас викам или ти викаш? Немој да викаш. Ти викаш. Не викај. И ти се почувствува безвредно во ред. И тоа е можно ако само зборувавме од околу за тебе на масата, тоа убаво ќе беше. Ќе ти беше убаво тогаш. Не викај. Сакав само да ги затвориме вратите и да не се расправаме додека не се договориме, макар и една минута. Ќе беше во ред и да траеше 1 час, па дури една недела. Ќе се разберевме и ќе беше се добро. Така и се случи, да, навистина 2 недели, 2 недели. Ниту влакно не се помести. Што, да не умревте или нешто се случи? 2 недели. 2 недели ме слушаш, 2 недели. Престани, ќе земам сам, ќе се удрам. Ќе земам сам, ќе се удрам, престани. Што не е во ред со мене, прави што сакаш. Девојко, што се обидуваш да направиш, бети? Што е ова, кажи ми, што се обидуваш? Бракот играчка ли е, кажи ми? Што значи да ја земеш торбата и да си заминеш за најмала? Не викај. Ти си да, што вика не јас? Јас ли викам, ти викаш? Јас? Тебе те ценам најмногу на целиот свет. Буквално себе направил за тебе што треба. Себе изгорел, ме разбираш ли? Ама што значи тоа бе развод при најмала кавга, кажи ми, што значи воопшто да се зборува за тоа? Добро во ред, Боже, го реков, тоа во лутина. Види, кажи, зошто дојде овде тогаш? Зошто дојде овде, кажи ми? Затоа што те сакам. Те сакам, па што? И што?